2,5 милиони евра се премалку Македонија да има квалитетна опрема и најважно, квалитетно обучен кадар за справување со елементарни непогоди и природни катастрофи. Тврди денеска во Штип првиот човек на Центарот за управување со кризи на Македонија, Агром Буџаку. Нелогично е дополни Буџаку 92% од буџетот на ЦУК да оди само за плати на вработените. Затоа ја би апелирал преку медиумите, не само на ЦУК, да не биде себично, него на сите чинители на системот кои се во спречување на, тоест превенција и рано предупредување, на чинители на системот кои се за справување со кризи и заштита и спасување, да се даде многу повеќе значење, тоест и финансиски средства, за да можат да ја вршат својата работа. Освен парите, важен фактор е квалитетен пред се млад високо обучен кадар, се согласи директорот на Македонската дирекција за заштита и спасување Аднан Џаферовски. Дефинитивно ни треба и многу опрема и обуки, односно создавање тимови од млади луѓе, експерти кои ќе ги пуштаме и надвор, а веќе воспоставиме пракса во дирекција за заштита и спасување. Изминативе година и пол веќе пуштаме луѓе надвор од нашата држава по Европа за тренирање на такви луѓе. Колку овие агенции во содейство со армијата, полицијата, пожарникарите и другите чинители, како дел од системот за справување со кризни ситуации, се подготвени да се справат со елементарните непогоди, денес покажаа на завршниот дел од националната вежба Национален одговор 2019. Над 300 припадници од различни структури на воениот полигон во Штипската касарна Јане Сандански покажаа како ефективно во што е можно пократок временски рок се спасуваат загрозените граѓани од поплави и други временски непогоди. Од оваа акција се гледа дека системот функционира. Вака треба да функционира и да дише еден систем кој што е здрав и кој што работи онака како што е пропишано по сите правилници, по сите правила и прописи и во државата и во меѓународните стандарди. Така што ги поздравувам сите учесници кои што учествуваат денеска и посакувам оваа акција да се одржува почесто на цела територија на државата. Големиот број на вклучени институции во вежбата ја прави единствена од ваков вид во Македонија. Се планира, најави директорот на ДЗС, во првата половина од наредната година да се одржи втора ваква вежба, но во зимски услови. Во исто време се очекува старт на дигиталниот систем за координација помеѓу сите државни институции задолжени за спасување во елементарни непогоди.